Пуританите се реформаторското движење во Англија, вистинското реформаторско движење. Реформацијата во Англија, за разлика од Европа, од континентот, започнала од политички причини. Кралот Хенри VIII, бидејќи не добил одобрение од папата, кој бил во тоа време глава на црквата и во Англија, зашто црквата Англија била дел од католичката црква, бидејќи не добил дозвола за развод од Катерина Арагонска, неговата сопруга, не добил дозвола за развод, бидејќи таа била керка на шпанскиот крал Фердинанд, а папата традиционално имал добри односи со шпанскиот крал и за не ги расвели односите, не му дозволил да се разведе. И кралот Хенри VIII решил, издействал преку парламентот осамостојување, одцепување на црквата во Англија од католичката црква и од власта на папата. И од тој момент кралот на Англија станал глава на црквата во Англија и до ден денешен кралот во Англија или кралицата денеска е глава на англиканската црква. Меѓутоа тоа било само политичко решение или, така да кажеме, некаков политички подшток на реформацијата. Вистинските реформатори биле пуританите, или во превод чистачите. Пуританите се обиделе да ја исчистат црквата во Англија од оние традиции небиблиски кои постоеле до тој момент и во католичката црква и во црквата во Англија. И она од која најмногу се воделе пуританите било Библијата. Биле посветени во изучување на Библијата. Биле посветени во раководење на црквата, на личниот живот од Библијата. Биле посветени во изучувањето на Библијата, биле посветени во проповедањето и во животот според Библијата. И биле познати со долгите проповеди. Така има еден представник, пуритански проповедник, Лоренс Чедертон, кој бил познат со долгите проповеди, еднаш проповедал повеќе од 2 сати. И се извинил пред луѓето за тоа што проповедал долго и луѓето му рекле: не се извинувај. И би очекувале да чуеме: внимавај понатаму што ќе правиш. Но луѓето рекле: не се извинувај, продолжи да проповедаш, сакам уште да слушаме што збориш. Кога на 83 години решил да се пензионира од проповедањето, добил многу писма. И во многу од нив луѓето сведочиле дека нивниот живот во верата и покаянието, новораѓањето и се го должат на неговите долги проповеди. Значи, пуританство е пред се библиско движење, сметале дека најскапоценното нешто што човек го има на земјата е Библијата. И сметале дека начинот на кој што Бог може да биде најмногу прославен е сериозниот однос кон Библијата. Исто така сметале дека на Бог може да му се покаже почит најмногу за тоа што ќе се почитува Библијата и ќе се живее Библијата. Во исто време, тие тврделе дека најголемата навреда што може да му се направи на Бог е да се занемари Библијата. А пак во исто време, најголемата прослава што може да му се даде на Бог е сериозниот однос кон Библијата, кон изучувањето, кон проповедањето и кон живеењето на Библијата. И затоа изучувањето проповедта и животот според Библијата бил заштитниот знак, заштитна марка за пуританите. И зошто го кажам сето ова? Зашто апостол Петар, гледаме овдека, не советува, ни дава заповед да имаме силен копнеж кон Библијата. Зашто без Библијата не е можен растежот во спасението или растежот во верата. И да направиме малку врска од минатата проповед, она последната што видовме на крајот на првата глава, говоревме за новораѓањето кој е резултат на семето што во нашето срце го посеува Словото, на нераспадливо вечно семе. Физичкото раѓање е од распадливо семе, кој не е вечно, а духовното раѓање е од вечното семе, од Словото. И продолжува апостол Петар да говори за Словото, за важноста од хранењето со Словото. Не е можно духовен растеж, не е можен растежот во спасението без Словото. Словото треба да се конзумира редовно, вели
апостол Петар. Она како што е неопходна храната за нормален физички развој, и храната е многу важна за нормален физички развој. Тоа е основниот фактор. Без храна нема физички развој. Така, Словото е основно за духовниот развој. Нешто што многу се занемарува во животот. Ние сме целина. Ние сме психосоматска целина. И многу сме загрижени ако човекот покрај нас, дете, близок, не се развива правилно и психички и физички. Ако заостанува во некој поглед. Велиме дека ако физички не се развива, има физички хендикеп. Ако ментално не се развива, има умствен или ментален хендикеп. Заостанува во умствениот развој. Меѓутоа, човекот е и духовно битие. И воопшто не се загрижуваме кога човек не расте духовно или кога има духовен хендикеп. Духовниот хендикеп пак е нестрашниот. За да не дојдеме до духовно заостанување во развојот, треба да го конзумираме Божјото Слово, вели апостол Петар, како што бебето копнее за мајчиното млеко, така ние треба да копнееме за Словото. Она како што се храниме постојано со храна за нашето тело, така треба да се храниме и со храна за душата. Многу важно. И тоа е основната идеја на апостол Петар во овој текст. Словото е духовното млеко кој обезбедува духовен растеж. Без Слово нема духовен растеж. Треба да се грижиме за нашиот духовен растеж. Веќе го прочитавме текстот. Можете да видите, има 3 стиха. Централниот, средниот стих говори за тоа дека треба да копнееме, за да бидеме желни, да жедуваме за духовното млеко, а првиот и третиот стих ни говорат како треба тоа да се прави. Ние ќе почнеме во разгледувањето со вториот стих, бидејќи тоа е основниот. Имаме неколку глаголи. Во првиот стих глаголот е отфрливте или отфрлете, во вториот стих глаголот е бидете желни или жедувајте, а во третиот стих глаголот е вкусивте во минато време или ако вкусивте, ако сте вкусиле. Единствениот всушност глагол во текстот е во вториот стих. Во првиот и во третиот овдека се преведени како глаголи, меѓутоа во оригиналниот текст се партиципи. Тоест, во првиот стих би требало да гласи вака: отфрлајки го сето тоа, бидете желни или жедувајте. Бидејќи сте вкусиле, и тоа е исто така во партиципна форма. Што значи тоа? Тоа значи дека заповедта е вториот стих, а заповедта е да жедуваме за духовното млеко. А првиот и третиот стих ни кажуваат, а како тоа да се случи, како може да стане реалност тоа? Со тоа што ќе отфрлиме некои работи и со тоа што ќе вкусиме нешто. Тие се, значи, како во заграда се е ставена оваа основна заповед во вториот стих. И ќе почнеме и ќе видиме на што апостол Петар го заприличува или со што го споредува Словото, какво е тоа духовно млеко. Ќе видиме какво действо има и како да го добиеме тој копнеш. Ај ќе видиме прво што вели апостол Петар, какво е тоа Слово. На што наликува Словото. И вели прво, дека тоа Слово е вистинско Слово. Во текстот што го прочита Борен пишуваше чисто. Чисто, нели? Како новородени деца бидете желни за вистинско и духовно млеко, а тамо пишуваше чисто. Сега, што е поточно? И двата превода се правилни. Употребен е еден збор, адолос, со ова а од напред, значи дека има некаква негација. Да не биде долос, туку да биде адолос, млекото. Тоест млекото е адолос. И може би требало да се преведе како чисто или не примесено, неразводнето.
без додатоци. Во тоа време, како и денес, производувачите на млеко ставале во млекото вода. Зошто? Да имат повеќе печалба. И таквото млеко го нарекувале долус млеко, тоест нечисто, разводнато млеко со додатоци. И апостол Петар вели дека Библијата не е такво млеко. Не е такво духовно млеко, туку е вистинско, не е лажно и е чисто, не е примесено со нешто. Не е примесено Словото од Бог, не е примесено со човечки филозофии, со човечки измислици. Вистинско е Божо Слово. Не е разводнувано од луѓето. Тоа произлегува од Бог и доаѓа кај луѓето. Е од Божиот разум до разумот на човекот. Тоа е Божото Слово. Како вистинско млеко, Божото Слово дава најточна диагноза за состојбата на човечката душа. Словото открива што има во срцето на човекот. На виделина покажува кои се проблемите, го покажува коренот на проблемот на човекот. И затоа, кога луѓето слушат Слово, вистинско Слово, неразводнето, непримесено со човечки, меки, некакви филозофии, не е многу пријатно за слушање. Има горчливи делови. Како што многу пати вистинскиот лек, оној концентрираниот здравиот знаат да горчи е силен, такво и Словото. И многу пати луѓето знаат да кажат, ама еве проповедниците од говорниците навредуваат, повредуваат, ги повредуваат нашите чувства. Не се проповедниците. Словото го прави тоа, зашто Словото е вистинско. Го покажува проблемот на човекот. Кај застранува и го покажува патот за враќање. И тука е искушението на човекот, бидејќи Словото е, можеме да кажеме, остро. Го разводнуваме, за да ни биде попријатно за конзумирање. Ставаме додатоци. Го примесуваме со човечки филозофии, за да биде попријатно кога луѓето го слушат. Словото е многу пријатно, ќе видиме. Многу пријатно ако го исполнуваме оној првиот дел во текстот. Ако сме го отврлиле оние работи кои го карактеризираат светот. Но ако сакаме да живееме во тие нешта, тогаш Словото ќе ни биде горчливо. И нема да сакаме да го конзумираме. И затоа луѓето го разводнуваат, за да биде некако по-прифатливо за луѓето. Ке го помешаме со некои наши логики, филозофии, со нашиот разум, човечкиот, и ке му сервираме разводното Слово. И луѓето сакаат да слушат такво Слово. Библијата е вистинското Слово, вели апостол Петар. И ние треба да копнееме за вистинско Слово, неразводнето Слово, не омекнато, онака како што ни е дадено во таа форма во која што е запишено. Инаку би биле како луѓе кои одат на лекар или бараат лекар кој не се занимава со коренот на проблемот, туку дава сладки бомбончиња. И вели, супер е се со вас, јадете од овие вкусни бомбони и ќе бидете добро. Може би тоа воопшто не е поврзано со проблемот, но тој наоѓа еден по-лесен начин да се справува со проблемите на луѓето. И никаква полза од таквата терапија. Може би терапијата бара некој радикален зафат. И може би тоа не е доброто. Но луѓето бараат нешто поприфатливо, нешто што ќе им звучи поубаво, спакувано во некаква привлечна форма. Од секој луѓето сакале такви говорници. И во Стариот Завет имало вистински пророци кои го кажувале точното Божо Слово, а имало и лажни пророци. Лажни пророци кои го кажувале она што луѓето сакале да го слушат. Ние сакаме да бидеме обкружени, сега ќе употребам оној лош израз, со полтрони. Луѓе кои не сакаат да ја кажуваат вистината, туку го кажуваат она што сакаме ние да го чуеме. Библијата не е дадена од Бог полтрон,
Бог ја кажува вистината. И ни вели да копнееме по такво слово. Слово кое ја содржи Божјата вистина. Зошто Словото не ни го кажува она што ние сакаме да го слушнеме, туку она што Бог сака да ни го каже зашто е вистина, она што треба да го чуеме. Во Стариот Завет царевите се окружувале со лажни пророци. Зошто се окружувале со лажни пророци? Зашто тие лажни пророци им го кажувале на царевите она што царевите сакале да го чуят. И има таков случај запишан во Јеремија. Им вели, му ги лекуваат раните, пишува за лажните пророци, му ги лекуваат раните на мојот народ лесномислено, со лесна рака. Како? Постојано им велат мир, имате мир, се е во ред, нема никаков проблем. А мир никако, нема мир. Јеремија се борел многу со лажните пророци. Јеремија предупредуваше какви ќе бидат последиците ако продолжат по тој пат. Лажните пророци веле, не, ти царе, работиш многу добро, ти си најдобриот, нема како тебе. Продолжи така со политиката. Словото е вистинско. Копнејте за вистинско слово, вели апостол Петар. И во црквите луѓето не сакаат да слушат вистинско слово. Бараат слово кое ги гали нивните уши. И апостол Павле, кога пишува на Тимотеј, предупредува дека во последното време, и то многу ми наликува на ова денешно хуманистичко време, она што го пишува апостол Павле. Луѓето нема да сакат да слушат вистината од Библијата. Ке си барат луѓе кои што ги галат нивните уши. Тоест, им говорат она што сакат да го слушат луѓето. Не вистината, она што сакат луѓето да го слушат. Библијата е вистинско, чисто слово. И затоа треба да се проповеда како вистинско и чисто слово, неразводнато. За да не открие кај сме застраниле, да не го покаже проблемот, да го сече проблемот во нас, да не го покаже вистинскиот пат за враќање назад. Тоа е Библијата. Не ни се допаѓа, но кога ќе на крајот вели, нели третиот стих, кога ќе вкусиме колку е добар Бог, дури и во покажувањето на негативностите, тогаш ќе сакаме да ќе копнееме за неа. Словото е духовно, или вели, а пак мислам дека во тој превод беше разумно. Духовно или разумно, и зборот е логикос. Тој збор може да се преведе како на латински рационално, може да се преведе на наш јазик како разумно, а може и како духовно да се преведе. Овој збор е употребен само на уште едно место во Новиот Завет, во Римјаните 12.1. Многу познат стих. Тамо пишува: предајте ги вашите тела во жртва, жива, света и благоугодна, и тоа нека биде вашата духовна, или тука е зборот логикос, духовна, или во некој преводи разумна служба. Зошто тамо го употребува апостол Петар тој збор? Апостол Павле, се извинувам. Тој вели телата да ги принесеме во жива жртва и света и благоугодна жртва. И тука го употребува една слика од храмот, каде што свештениците принесувале жртва сепаленица. Имало неколку видови жртви. Имало жртви кои се пренесували и потоа ја јадале свештениците и луѓето. Меѓутоа, сепаленицата е таква жртва во која се гори. Тоа се пренесува за Бог. И вели апостол Павле, ние таква жртва, во таква жртва да ги пренесеме нашите тела. Тоест во жртва сепаленица. Целосно да изгориме за Бог. И вели, а ова да биде вашата духовна служба. Со други зборови вели, тоа принесување не е физичко, не е буквално. Принесете се себе си во целосно на Бог и тоа да биде духовен живот, нешто духовно. Целосно предајте му се на Бог, целосно препуштете се во служба на Бог. Тоа е идејата. И овдека вели дека Словото е духовно млеко, тоа е вистинско или чисто и духовно млеко. Што значи дека Словото не е, Библијата не е вистинско млеко, мајчино, туку тоа е духовно млеко кое
не води кон посветеност, она што апостол Павле го вели во Римјаните 12 глава. Целосна посветеност на Бог. И тоа е разумно млеко. Што значи тоа? Тоа значи дека Словото е Божиот разум. Излегува од Божиот разум и бидејќи излегува од Божиот разум, тоа е адресирано до човечкиот разум, до човечкиот ум. Тоа значи дека ако сакаме да го разбереме Словото, треба да го потребиме умот. Во првата глава, 11 стих, мислам беше, не, помрано, не е важно. Ни кажни, даде совет да си го собереме умот и дека светоста започнува со умот. Овдека говори за едно разумно млеко, духовно млеко, вистинско разумно млеко. Бог ни се открива во словесна форма, тоест преку книга, преку зборови, преку текст. И што ми има текст? Тоа значи дека тој текст треба да се свати со умот. Ако сакаме да растеме во познавањето на Бог, ние треба умствено да ја разбираме Библијата. Тоа е начинот на кој Бог ни се открил главно. Да, тој ни се открива преку созданието, тој ни се открива преку некакви искуства внатрешни, но пред се тој ни се открива преку Библијата. И тоа е начинот. Сега, тоа не значи дека ние немаме емоционални преживувања со Бог. Никако. Имаме такви преживувања. Меѓутоа, емоционалните преживувања со Бог, мистичните преживувања, не само што не може да бидат корисни, туку ќе бидат и штетни, ако зад нив не стои една здрава теолошка содржина. Прво е учењето како содржина, а таа содржина, тој разум, предизвикува срцето да се стопи од она што го осознаваме преку разумот за Бог. И тоа е патот. Оди прво разумот, потоа одат чувствата. И тоа е многу важно денес. Денес, во ова постмодернистичко општество, во постмодернистичкиот свет, каде што крајниот субјективизам доминира. Тоест, постмодернизмот вели нема апсолутни вистини. Секој може да се изгради вистина за себе, според своите чувства. И главната фраза што ја слушаме во ова епоха е не јас мислам, туку јас чувствувам. И кога ќе прашат некој за нешто, обично одговорот е па јас чувствувам дека е така. Тој е воден од некаква внатрешна интуиција. Значи дека умот не е вклучен. И јас секогаш ги советувам, им кажувам и на студентите каде што им предавам, не сакам во вашите домашни да прочитам јас чувствувам дека е така. Не. Ако си стигнал до некој заклучок, нека тој заклучок биде резултат на твоето размислување. А потоа ти чувствувај што сакаш. Но види што твојот ум ќе ти каже. Твојот ум како резултат на изучување на Словото. Денеска и во црквите сме полни со луѓе кои се водени прво од чувства, од некакви емоционални преживувања со Бог, без да имаат вистинска разумна основа. Сите тие нивни преживувања, манифестации на Светиот Дух. И кога сум разговарала, сум ги прашал која е разумната основа, библиската основа, не знаат да кажат. Не можат да ја подкрепат библиски, зашто не е резултат на библиско изучување. Тие манифестации веројатно доаѓаат од некакви други свети книги, под наводници свети книги од други религии, но не од Библијата. Не се резултат на библиска теологија. Затоа Словото вели е божествениот разум, доаѓа од божествениот разум до човечкиот разум. Се разбира, кога нашиот разум ќе биде освоен од божествениот разум, срцето не може да се стопи, а да не се стопи. Од восхита кон Божјото величие и слава, која е сватена со нашиот
И тоа е, вели апостол Петар, Словото. Во првото послание до Коринтијаните, апостол Павле ни вели дека треба да го имаме Христовиот ум. Вели дека луѓето имаат човечки ум, а Бог има божествен ум, Христов ум. А ние треба да размислуваме преку Христовиот ум. И како ќе го имаме Христовиот ум? Ако копнееме по Словото. Словото е Христовиот ум. И нашиот ум ќе стане Христов ум преку Словото. Тоа е второто. И третото, Словото е хранливо млеко. Тоа е чисто, тоа е духовно и е хранливо. Бидејќи имаме една илустрација за Словото како мајчино млеко по кое што копнеат малите бебињата. Бебињата зошто копнеат по Слово? Зашто се гладни. И каква е, се зема млеко, и каква е ползата на млекото за бебињата? Зошто пият млеко? Млекото им дава растеж, храна е. Млекото е храната за бебињата. И Бог предвидел таков начин бебињата да се хранат со мајчино млеко кој ги задоволува сите потреби. И ги штити, дури велат, од болести. Ги имунизира млекото. Така, тоа го прави и Библијата. Библијата не имунизира од духовни инфекции и не храни. Тоест, не само што е храна која дава живот, туку Словото е млеко, тоа е храна која дава растеж, да напредуваш, напредок. И сега, за кого се однесува овој стих? Некои сметаат дека тој копнеш за млекото, за кој што пише овде дека апостол Петар треба да го имаат новороденчињата во верата, тоест бебињата во верата. Кога говори за растеж во спасението, апостол Петар го има во предвид оној ултимативен аспект на растежот. Што значи тоа? Тоа значи дека ние во тој растеж во спасението нема да стигнеме до момент во кој ќе кажеме повеќе нема потреба од растеж. И во тој поглед ние остануваме новороденчиња до крајот. Кој може да се похвали дека пораснал во спасението до таа мера што нема потреба повеќе ни да чита, нема повеќе простор за растеж. Така, идејата овдека е дека ние како Божји деца, чеда, бебиња, и устануваме како такви до крајот. Да, се разбира, во тој растеж во верата има, можеме да разграничиме некои кои останале бебиња во верата и некои кои созреале, но во поглед на спасението, ние остануваме до крајот бебиња, Божи деца кои до крајот ќе имаат потреба од растеж. И таа карактеристика треба да имаме до крајот, зашто до крајот сме бебиња. На што се радува едно мало дете најмногу? Што го импресионира најмногу? Растежот. Тие се мерат постојано. Уште кога ќе се роди, родителот го носи редовно на преглед, на вакцинирање, на преглед и го мерат. На кантар го стават, потоа го мерат должина и мера должината и родителот, мајката, таткото се радуваат на секој сантиметар, на секој грам, на секој килограм. И потоа кога ќе подпорасат малку, се стават детско метро на зидот, на соодветна висина и се мерат. И кога ќе видат растеж, многу се радуваат. Вели, вие како новороденчиња во верата, копнејте за духовно млеко. Зошто? За да гледате растеж и да се радувате. Ако нам ни значи растежот, духовниот развој, ние ќе се радуваме на секој напредок. Многу ќе се радуваме. Оно како што се радуваме на секој успех во телесното тело. Многу се радуваме кога ќе разбереме дека нашата крвна слика се подобрила. Многу сме задоволни кога ќе ослабееме малку, ќе вложиме напор да добиеме поздраво тело. Ни значи многу тоа. Ни значи ли духовниот растеж, духовниот развој? Словото, вели апостол Павле, е храната за тој духовен развој. А како пак да стигнеме до тоа? Ќе одиме малку побрзо, да не проповедаме 2 сати.
Не сме ние пуритани. Вели, отвърляте некои работи. Копнете, т.е. вели, копнете, отвърляте пак от себе, нели, сите тие работи, што се запишени таму, да имаме глад. Како што едно мало бебе има глад за млекото, така ние да имаме глад за словото. Каков глад имат малите деца? Много, ненаситни се. На 2 сати велат во книгите, јас сум читал книги, на 2 сати треба да се хранат со мајчино млеко. Краси, она не чита книги, она по секое време им даваше. И да ви кажем, имавме многу ненаситни деца. Нема воопшто респект кон времето. Ако им текнеше во 3 саат дека сакат да јадат, ќе почнеа да плачат. И верувам дека сите бебиња се такви. Глад. Нема ограничување во времето. Кога ќе осети глад, бара. Може да го лажеш, може да му ставиш цуцла. 5 минути или 2 минути ќе смука и ќе плукне и ќе продолжи да плаче. Додека не му дадеш вистинско млеко. Вели, вака треба и вие да бидете гладни кон вистинското духовното млеко. Вашата душа да копне, да плаче за вистинското млеко. А како ќе го постигнеме тоа? Нема да го постигнеме ако не ги отврлиме овие работи. Во другиот превод, како што забележа, беше положете ги настрана. А пак буквалниот збор е соблечете како што се соблекува нечиста облека и се фрла, така соблечете од вас се ова што го пишува овдека. Употребен се неколку збора и сите овие нешта се во контекстот на односи со други луѓе меѓу другото. И пакоста, измамата, лицемерието, зависта, клеветата. Ти не можеш да се клеветиш самиот, не можеш да се лицемериш на самиот, не можеш да се завидуваш на самиот себе си. Не може да се мамиш. Обично, да, некои се мамат без да разбират дека се мамат, но сето тоа е насочено во односите со другите луѓе. Пакост е најопштиот термин за лошо што му се прави на друг. Многу генерален збор. Измамата, буквалниот збор е стапица или плетење на мрежа околу некого, тоест општине со некого, при тоа користење на задни намери. Да имаш некакви задни намери во односите со некого. Лицемерието е туку потребен збор од античките театри, таму актерите носеле маски. Хипокризија. Тие глумците биле нарекувани хипокрити. Зошто? Зошто носеле различни, менувале во текот на представата различни маски соодветно на улогата. И тоа вели, тргнете ги маските од вашиот живот. Тоа значи, немојте пред едни луѓе да се представите со една маска, а пред други луѓе со друга маска, пред трети луѓе со трета маска. И со други зборови, ако пред луѓето во црква се представуваме со едно лице, пред луѓето дома со второ лице, пред луѓето на работа со трето лице, ние сме лицемери. Тргнете го тоа. Тргнете ја зависта, вели апостол Петар, и клеветата, а всушност сите работи се врзани околу зависта. Ако ние заведуваме, ќе има измама и лицемерие и клевета. Зошто? Зашто на оној кого му завидуваме на успехот, ние ќе го клеветиме. Тоест, ќе сакаме со лажната представа, лошта представа за него, да му го уништиме реномето. А пак пред него ќе покажуваме секогаш лицемерие, за да бидеме уште поуспешни во клеветите. Тргнете ги сите тие работи, вели, настрана. Овие нешта лежат во основата на комуникацијата меѓу луѓето во светот. Луѓето главно така комуницираат. Тоа е реалноста. Луѓето комуницираат на таков начин. И ние ги носиме како товар со нас поради животот пред да поверуваме. Ги носиме како товар бидејќи живееме во таков свет кој ги користи овие работи. Живееме се уште во грешни тела. Апостол Петар вели, ако сакате да имате вистински глад кон Словото, треба да ги отврлите тие работи. Зашто тие работи ќе ве држат настрана од Словото. Тие работи ќе создаваат горчлив вкус на Словото. Нема да сакате да го
да пиете од изворот на животот, ако ги имате тие работи во вас. Ке ве држат настрана од Словото. Нема да ни дозвола да го почувствуваме вистинскиот глад и сласта која Словото го дава во животот. Словото е вкусно, но ако го живееме вистинскиот живот, ако не го живееме, Словото ќе ни горчи постојано. Отврлете ги, буквалниот превод е било, отврлајќи ги сите тие работи, жедувајте за Словото, ако сте вкусили дека Бог е благ или добар. Не ни се потребни некакви, кој знае какви роварења во минатото. Решението е покорност кон Словото. Покорноста кон Словото е решение и се разбира дејство на Светиот Дух, но Светиот Дух дејства на основа на Словото. Ако нема Слово во нас, ќе го нема и дејството на Светиот Дух. Тоа оди заедно. И да се фокусираме на Божјата добрина. Бидејќи вкусивте, или ако, таму во текстот е ако вкусивте дека Бог е добар, или зборот е благ овдека, вкусен. Кај се покажува Божјата добрина? Кај е кулминацијата? Крстот. На крстот се покажува Божјата љубов, Божјата добрина. И кој може да вкуси дека Бог е благ? Оној кој поверувал во Исус Христос во жртвата на крстот. Таму е покажана Божјата благост. Ако сте поверувале, сака да каже апостол Петар, вие сте вкусили колку е благ Господ. И ако сте вкусили, вие не можете да не копнеете за Словото на тој благ Бог. Ако немаме копнеш кон Словото, може би причината е ова. Не сме вкусиле колку Бог е благ. Тоест, се уште го нема она спасение кој доаѓа од крстот. Копнеш, што треба да го има секој човек. И нешто на кое треба постојано да се навраќаме, да се подстуваме. Затоа Господ Исус ни дава таква заповед да се подсетуваме, да се спомнуваме на неговата жртва преку Господовата трпеза. Зашто таму на крстот ние гледаме колку е благ и добар Господ. И на крајот да заклучиме. Апостол Петар ни дава заповед да копнееме по вистинското, чистото, хранливо духовно млеко, зашто само тоа е начинот да растеме во спасението и тоа е единствениот начин да искусуваме заедно со растежот во спасението радост и задоволство. Нема друг начин. Кога ќе се нахрани бебето, почнува да се смее, но станува убаво и сите се радуваат околу него кога ќе видат насмевката. Кога пиеме од изворот на животот, од Христовото Слово, доаѓа насмевката во душата и радоста и задоволството. Ако го нема тој копнеш, може би причината е ова што кажавме. Не сме вкусиле, не сме го вкусили спасението. Може би пак овие работи не пречат, ги има во нашиот живот. Пакостите, клеветата, лицемерието, зависта, може би тие измамите. Има една мудрост која вели или Библијата ќе не држи настрана од гревот, или гревот ќе не држи настрана од Библијата. Да внимаваме како живот живееме, зашто животот ќе определува дали имаме глад. А гладта пак ќе подготвува храната. И тоа е една друга изрека. Гладта е она што ја подготвува храната. Ако не сме гладни, нема да подготвуваме храна. И може би, нема глад, зашто светот со храната што ни ја сервира го ја затровила душата. Човек може да не чувствува глад, физички глад, кога желудникот ќе му се расипе поради некаква храна. И не само што не сака да јаде, туку дури и чувствува одбивност кон храната. Човек може да не чувствува глад и дури ако јаде храна која нема никакви хранливи состојки. Желудникот ќе му се наполни
Той се чувства нахранет, но все пак неговиот организам не е нахранет. Ако вие во продолжение јадете храна која нема хранливи вредности, вие нема да чувствувате глад, да ќе бидете истоштени. Телото ќе се истошти. Нема храна. Така и со душата. Светот сервира многу храна која е сурогат, некакво лажно, невистинско слово. И душата може да се чувствува наполната, но не нахраната. Затрована. Многу треба да внимаваме во каква состојба е нашата душа. Денеска е многу популарна детоксикацијата на телото. Има чаеви, има определен вид на храна, има дури апарати. Луѓето се купуваат апарати за детоксикација на телото. На многумина луѓе душата им е затрована. Од сето она што светот ни го сервира секојдневно. Нема да можеме да чувствуваме глад и нема да имаме растеж во спасението ако душата ни е затрована. Затоа да внимаваме со што ја храниме душата, со што ја полниме. Нека вистинското млеко за нашата душа биде ова слово кое Бог ни го оставил како најскапоценето нешто што го имаме овдека. Да копнееме, да пиеме од него како бебе што пие од мајчиното млеко. Тоа ни е потребно повеќе од се ако сакаме да растеме во спасението и ако сакаме да искусиме вистински живот во радост, во полнота, во задоволство. Господ да ни дава мудрост со што се храниме духовно, какво млеко пиеме.